Меѓу најистакнатите борци за слобода на македонскиот народ се вбројува и Мирка Гинова. Таа е родена во 1916 година во селото Русилово, Воденско, во сиромашно земјоделско семејство. Уште на 2 години Мирка останува без својата мајка Јордана, која умира во 1918 година. А таткото Коста се преженува и од втората жена има 3 деца – Никола, Султана и Ташко. Додека нејзиниот брат, Ване, подосна загинува во борбите со германците во Втората светска војна. И покрај тешкиот и сиромашен живот во семејството, Мирка Гинова успеала да се школува. Таа учи домаќинско школа во Воден, а го завршува своето школување во Костур, во тамошната учителска школа. Уште во училишните клупи Мирка почнува да се напојува со слободоумни идеи. Таа ги согледува неправдите на својот народ и на народот на Грција и почнува да се вклучува во револуционерните движења на македонците, како што биле Народно-ослободителниот фронт и антифашистичкиот фронт на жените. Во својство на активен член на ЕПОН, Национална сеграчка организација на младите, а подоцна и на КПГ, Мирка Гинова се појавува како искусен агитатор и организатор на КПГ и на ЕАМ, Национален ослободителен фронт, по македонските села во Островска околија. На незините говори присуствувале не само млади, туку и жени од повеќе села на овој регион. Таа говорела за маките на селаните, за нивната експлоатација од страна на поранешните грчки режими, но и за надежите за слобода од окупаторите, од домашните предавници. Таа говорела дека ќе дојде денот на слободата и на подобра иднина на македонците и на сите граѓани што живеат тешко и сиромашно. Незините говори привлекуваат многу борци да се вклучат во револуционерните ослободителни движења. За сите револуционерни движења и активности на младата Мирка Гинова досега има напишано повеќе книги и статии. Од нив дознаваме за хероината од Русилово. Дознаваме и за незиното храбро држање пред стрелањето. Сепак, во оваа сторија за младата револуционерка ќе отстапиме повеќе простор за да зборуваат незините сограѓани, историчари, соборци, роднини, современици. Книгата Мирка Гинова «Живот и дело» од магистар Ташко Мамуровски од Институтот за национална историја на Македонија нуди многу поединости за животот на хероината од Воденско. Кој бил поводот историчарот Мамуровски да ја напише оваа значајна книга? Очекуваме тој да ни разоткрие некој од содржините во книгата. Јас уште како дете живеев во времето пред 30-40 години во Полска и таму за прв пат во училиштата, каде учев, дознав за херојското дело на Мирка Гинова. Ние, како политички емигранти, имавме дури улица, таму на место на живење, со името Мирка Гинова. Тоа за нас беше голема чест. И од тој момент бев поттикнат да дојде такво време јас нешто да напишам за неа. И тоа поминаа години и целта ми се оствари дури 1996 година, кога по повод нејзината 50 години од смртта, со помошта на Институтот за национална историја, Сојуз на борците на Македонија, што ми помогна со средства и ја напишав оваа монографија. Накратко, содржината на оваа моја монографија за Мирка Гинова ја содржи основните податоци. Тоа е
првите години од нејзиниот живот, нејзиното школување во педагошка школа има завршено учителска школа, нејзините тешкоти за вработување се знае дека како македонка тешко беше да се вработи во некој од училиштата, меѓутоа после 6 години трпеливо чекање најде работа пред да избувни Грчко-италијанска војна 28 октомври 40 година. Таа прекинува својата работа и за време на окупацијата се вклучува уште од првите денови во редовите на антифашистичкото движење во Егејска Македонија. И во продолжение, тука како главни елементи ги истакнав нејзините агитаторски моменти во рамките на организацијата АФЖ, Антифашистички фронт на жените, и организацијата НОВ во својот реон, мислам за Воденскиот округ, а таа организација нормално беше во состав, делуваше из цела Егејска Македонија. Не можам да заборавам хероина, жива уште, што ме радува многу. Евдокија Балјова Фотева, Вера, која таа, меѓу другото, таа ме поттикна да пишувам за Мирка Гинова, бидејќи со самото нејзиното кажување бев многу така емоционално приврзан. Накратко, тоа е содржината. Иако се поминати неколку децении од животот и смртта на Мирка Гинова, за наша среќа се уште има живи сведоци кои лично ја познавале хероината од Егејот. Ташко Гинов е брат на Мирка од вториот брак на нејзиниот татко Коста. Тој денес живее како пензионер во Битола и често ги разгледува сликите и написите од весниците за Мирка Гинова, неговата сестра, и се сеќава на нејзиното детство и активностите како револуционерка. Јас сум роден на 6.10.36 година во село Росилово. Како дете се занимававме со се занимаваме со стока, со овци, со свини, волој, таму водевме и ги пасевме. И од таму тука и со сестра ми, таа поќе беше надвор, поќе одеше по таа заврши школата, основното училиште во селото, таа замина во Воден да учи школата за домаќинство. Таму заврши, се запозна со многу пријатели. Пријатели од градовите, вама там се запозна. И после таа кога заврши домаќинството, ојде се запише во гимназијата за учителка. Учителка во Костур, Арновиле. Таму заврши таа учителка со добар успех, беше одлична, многу имаше така афалија, многу похвали од децата што учат, од поголемите возрастни луѓе. И кога заврши таа, си дојде дома. Работа не му дава, jer се тоа ти беше македонка. И таа што правеше, дома одеше, имавме, куќата им беше високо на наричје така, на краја на селото, и
имаше убава природа, се имаше и таа одеше таму, си земаше книги, пееше, си пееше македонски песни и поедно там си идеше па дома, до тога немаше ни војна ништо. Пошто дојде учителката, Талица, и сестра ми се запозна со неа и одеше, по часовите одеше и сестра ми да слуша како предава, како многу мерек што идеше. Учителката седеше во нашата куќа. Школата им беше 5 метра толку од куќата. И после известно време беше без работа. Беше без работа и после по некој година, две, се решија грците, му дадоа работа, се запошли во едно село, Катуѓери се Катуѓери, него да го кажам, Катуѓери, се запошли само грци. Тие донесени од Тракија, маđери, само грци. Мирка од многу добра што беше, ги прифати. И децата ја прифатија многу, и таа и на деца му предаваше, и домакинството му предаваше на жените. Му предаваше. И сестра ми тогаш таа што беше многу добра, ја засака сите таму. Ако беа грци, ја засака и по некој, не знам колку години, ојде замина во друга школа, македонци кај што беа. Првата и последна средба, за жал, со Мирка Гинова ми беше во Битола среди есента, некаде ноември-декември 45 година, кога во Битола имаше илјади македонци бегани од Грција, од теророт на монархофашистите. И се случи, немаше кај да бидеме сместени и се сместени во тогаш исто избеглени од Лерин во куќата на Пандо Марковски, кој со жена му и 3 деца исто така пребегне овде во Битола. А покасно и Кери, едни од најмалиот сини, тој погина во партизани. Со Мирка бевме многу лошо. Немавме облека на нас, како да ви кажам. Како што беше, така бегавме. И тога од страна на УНРА, ени наши познати, ни даде облека, се облековме и на дъски спиевме кај тие избеглици во куќата на Пандо Марковски. Отидовме со неа, се сликавме за спомен во Битола. Само за жал тие слики ниту успеавме да ги добиеме, зашто наскоро заминавме, а при разделбата со Мирка, мене уште ми зујат незините зборови, кои тогаш визионерски ги искажа. И тешко ми е да ги изговарам сега. Благодарејќи на големите агитаторски и организаторски активности, Мирка Гинова се стекнува со голем авторитет меѓу македонците, но и кај грчките антифашисти. Така таа е избрана и за секретар на окружниот одбор на АФЖ во Воденско. На селските собири на македонците и на грчките антифашисти им го покажува правилниот пат во борбата за слобода и со патриотски чувства ги потикнува младите борци. Мирка Гинова, поради силниот патриотизам и неуморната активност во револуционерните движења, стекнува голема популарност. Не само АФЖ и организацијата Нова Егејска Македонија, туку и Сегарскиот демократски сојуз на жените. Еве ова на конференцијата, каде посебно и на сите конференции и конгреси Мирка завземаше посебно почасно место. А ова жените во Егејска Македонија како учествуват во сите овие раненосачи, на сите овие во позадината, на сите ова што требаше. Помагања, едно друго, жита, све што требаше. Се борише со цела сила, таа беше толку добра
немаше ни страх, ни ништо. И на сите му правеше поштовање, чест. Така беше љубезна према луѓето, го сакаше народот. И зато се бореше, со жештина се бореше да му докаже за еднината за Македонија, за да живе народ. И фати 46-та Мирка непријателите што ја предадоа, издајниците ја предадоа, ја фатија со 6 души уште едни другари. Ја фатија ги однесоа во Воден. Во Воден ги затворија, ги мачеа, ето многу ги мачеа. Забележителната револуционерна дејност на Мирка Гинова и на незините соборци ја следеле грчките реакционерни сили. Во јули 1946 година Мирка Гинова заедно со своите другари Томе Мијанлов, Петре Поп-Димитров, директор Димитар Лимбов, Христо Стојанов, Георгиос Муцакос Алеко и Ѓорѓи Проев се фатени и осудени на смрт. Сопругата на Георгиос Муцакис Алеко, Христула, која била бремена, и медицинската сестра Ирина Мавропилиду се осудени на долгогодишна робија. Неуморната и правична активистка по апсењето е мачена, уценувана, понижувана. Но храброста и достоинството ги засенуваат сите зверски мачења на младата Гинова. Мирка Гинова со своите соборци е стрелана на 26 јули во 5 часот и 30 минути во 1946 година. И пред да биде стрелана, пред присутните Мирка изјавила: "Јас сум македонка и се борам за правата на народот, за една слободна татковина." И тога на татко ми пуштија писмо, пуштија писмо и кажува да геројството на Мирка Гинова, таква ти честитаме, такво чупе што имаше га. Тој капетано, што му беше официру, ти честитаме многу, ти си едина, вика, што имаш таква ќерка. И тога ние бевме сите во куќата, ужалостени, плачеа, скоро цело село беше ужалостен така, кога чуја за Мирка од Елтепа. И оттаму куќата се испразна, нашата. Оти научија, оти рекоа, кој ќе се фати од Мирка Гинова, фамилијата ќе биде стрелан. И така, татко ми, браќата, Ване, Коле, сите планина замина. На денот на погибето на Мирка во Енижевардар, во градот Јаница, таа со незините другари, македонци и грци, одредот кој требаше да екзекутира од грчките монархофашисти, не сакаше да ги врзат очите. И она се дигна високо и со громки глас извика дека да живее партијата, да живее нов, да живее демократијата, долу фашизмот. 3 пата овие дадоне наредба за да стрелят, а војниците не можеа, од незе не можеа да стрелят. И на крајот третиот пат, значи, Мирка падна. Но заедно со тој одред на екзекуторите беше и еден друг војник, ама тој беше новинар. И тој беше многу воодушевен од ставот на Мирка дека она невина си оди. И тој веднаш за бајлето седна, напиша писмо на татко му во селото Росилово. И тоа писмо е напишано овде, во овие весници, е напишано точно што му пише на татко му. Ова е писмото што му го испрати новинаро на свекор ми после смртта на Мирка и во него пишува: "Ви честитам за ќерката што ја родивте.
Тая вика ја прифати смртта радувајќи се, со осмех на устата и со песна. Сите што бевме таму, вика, не можевме да се воздржиме, кога ја видовме како икона, не се плашеше од ништо. И во 5 сато и 30 минути се доближав до неја и ја прашав дали сака нешто да му пишам на татко ти и на родителите. И ми рече, пиши му на татко ми дека се борев за тоа што го сакав и дека умирам херојски и честна. Борејќи се за Македонија и за народот кој го сакам премногу. Јас свекор ми го прашував стално за Мирка, ме интересираше и велеше, оти имаше 3 деца убиени и се чудев. Му викав, тато, ти имаш 3 деца убиени, само за Мирка зборуваш, другите како да не беа твои. Вика, тие со куршум ги отепа и ништо не разбраја. Ама на Мирка маките не можам да му ги заборавам. Оти маките што ги тргна Мирка, онај терор што го направи врз неја, никогаш не ќе можам да го заборавам. И заради тоа, вика, само за Мирка зборувам. И беше многу среќен, оти првата ќерка ја крстивме на Мирка на името и ја сакаше премногу. И кога умираше со чупето до него, да го држи за раче и му побара вода да се напие од нејзината чаша. На 30 годишна возраст згаснува животот на младата револуционерка од селото Русилово Воденско. Меѓутоа, нејзиното дело одекнува во натамошните текови од борбата за слобода на македонскиот народ. Па таа и нејзиното дело и натаму е присутно меѓу своите сограѓани. Ликот и делото на Мирка Гинова и до денес трае и се почитува. Незините сограѓани ги продолжуваат незините идеали, македонскиот народ да биде слободен, да живее се подобро. Затоа тие во незина чест секоја година на денот на незиното загинување евоцираат сеќавања и го величаат незиниот придонес во сеопштата борба за слобода. Примерот на Мирка Гинова е убав, би рекол и најубав патоказ и за нас, а особено за младите, како треба да се бори за својот идентитет, како треба да се бори за правата на човекот. Мирка животот го положи, не жалејќи го, само за опстанок, односно за слобода на македонците во егејскиот дел на Македонија. Името на Мирка кај нас и во сеќавањата, но и во програмите што ги изработува Сојузот на Сдруженијата на македонците од егејскиот дел на Македонија, во кој членуваат 8 здруженија, е на прво место. Реков и посеќавање, но и програмирано. Значи нема година кога не се одбележува денот на погибието на Мирка Гинова. Годината што помина, 2006, беше една од најзначајните наши активности. Низ цела Македонија, па би рекол и пошироко, кај нашите и во источноевропските земји, кај што постојат работа здруженија на македонците од егејскиот дел на Македонија, да ги спомнам Полска, Унгарија, Чешка, Словачка, Романија, па и Бугарија, а да не зборувам дека постојано е во активностите присутна и на здруженијата во Австралија, во Перт, Аделаид, Мелбурн и Камбера, како и во Торонто, во Канада. Во годината што помина, ево ќе спомнам само во нашата република, во Македонија, беа одржани неколку манифестации посветени на Мирка. Можеби една од најзначајните
да истакнам подигањето на откривање на спомен биста на Мирка во Битола со огромна помош и на Сојузот на борците и на Републичкиот одбор, но и на одборот во Битола. Би рекол тука сепак најголема заслуга има председателот на Републичкиот одбор Пановски, но и организацијата на нашите млади, на потомците од Егејски дел на Македонија во Битола. Биста која ќе остане, се разбира како еден белег од 60 годишнината од погибијето на Мирка. Се наоѓаме пред спомен бистата на Мирка Гинова. По иницијатива на Организацијата на македонците потомци од Егејскиот дел на Македонија, а со реализација на Боречката организација на Македонија и општина Битола, 2006 година, 90 години од роѓањето на Мирка Гинова и 60 години од погибието на Мирка Гинова, се ја отворивме ова спомен биста. Нашата организација ги одбележува сите историски настани места и личности од единствената историја на Македонија и на македонскиот народ, па така и во нашата програма секоја година на 14 јули го одбележуваме тој трагичен настан од 46 година, свирепото убиство на Мирка Гинова. На 50 годишнината од смртта на Мирка Гинова и промоцијата на книгата за Мирка Гинова во Битола, на промоцијата промотор беше Тодор Симовски, автор на книгата Ташково Муровски. Нашата организација ја организира таа промоција и се случи на трогателна средба. Од присутните во салата излегува човек и му приоѓа на Ташково Муровски и на Тодор Симовски и вика: јас сум брат му на Мирка. Трогателно нешто, се загрлија двајцата, фатија да плачат и Тодор Симовски за прв пат им кажа на некој од првите роднини на Мирка Гинова дека во февруар месец зимата во некоја акција долу во Егејска Македонија во покретот Тодор малце слабичок и Мирка Гинова им го подалира джемперот на Тодор Симовски. И до ден денес джемперот од Мирка Гинова е во семејството кај Тодор Христов Симовски. И на крајот сакам една чест, да кажам, своја, значи во свое име, дека имав прилика пред 3 години да престојувам во нејзиното село на Мирка Гинова, односно селото Росилово, и таму да ја побарам нејзината куќа, се разбира, уништена, стара, само цигли оставени. И како спомен за тоа имам и две слики, фотографии од престојот во селото. Јас се сретнав со селаните, тие по-старите. Сите тие беа горди дека има таква девојка од селото, Мирка Гинова, и секогаш кога зборувам за неја сум многу возбуден. Ми се даде можност, тука имаше исто комеморација, но јас бев баш таму на местото, се поклонив кај што беше Мирка стреля на војни Бардан. И тој ми беше последен поздрав што и го дадов на Мирка, зашто јас не знам до кога ќе видам кај неа. Ќе живее името на Мирка Гинова и преку нејзините внуки во Битола. Нејзиното име ќе го носат и училишта и други институции. Зашто убавата и храбра револуционерка стана вистински синоним на народен борец, кој посакуваше права, еднаквост и подобар живот за сите, а особено за својот напатен македонски народ. А песните што за неја зборуваат дека нејзиниот лик и нејзиното револуционерно дело вечно ќе живеат.
Mama Mirka se razbudi. Рака пиштол држи, с десна другари поздрава. Добро дошле, мили браќа, вие борци за слобода. Braća legnuvajte, vreme došlo i za spanje, leka noć mi la drugarke.